Не секогаш треба да бараме партнери или да работиме исклучиво на проекти кои што се однесуваат на нашите предмети. Особено ако сте класни раководители и знам дека на класните часови се спроведуваат куп еден активности, и сето тоа може и да се одработи заеднички со некои училишта ширум Европа за да работите на истата тема. И затоа и наведов тука дека можат да бидат и разни области во прашање, како што е екологија, природни науки, математика, општество, меѓучовечки односи, етика, секојдневје, или што веќе и зашто имате идеја. Значи, секоја идеја може да се реализира, потребно е само да најдете партнер, да организирате или да се договорите за проектните активности и да отпочнете да работите на тоа. А ваше ќе биде да се договорите со партнерот, дали тоа ќе биде некој проект што ќе трае година дена или неколку седмици или веќе како ќе се решите и вие. Потоа, со размена на нашите искуства, трудови, она што ќе произлезе од самите проекти, а може да бидат од раскази, задачи, демонстрации, видеа, цртежи, песни, постери, честитки, градиме мостови на пријателства, нашиот труд станува видлив надвор од училиштето, она што е многу битно, зашто додека не почнеме да соработуваме и додека тоа не се случи да излеземе малку од нашите училишта, секогаш ќе останува само за нас, а вака барем имаме можност да промовираме она што го правиме. Значи, проектните активности ни овозможуваат да учиме едни од други, да се советуваме, да соработуваме, да правиме подготовки за проектни активности кои следат по договорен редослед. Значи, се што правите ќе се договарате со партнерот, со сите членови од вашиот тим и воопшто учесниците во проектот за да отпочнете со некаква работа и за самиот редослед на активностите ќе се договорите. Значи, секој проект започнува со вовед, како впрочем се што започнува, кој се состои од кус преглед, структура и корисни ресурси. За кусиот преглед, структурата и корисните ресурси веќе Силвана зборуваше минатиот месец, нели имаше како тематски настан. Потоа следат општи насоки за учениците кои се состојат од корисни совети за користење на Web2 алатки и за тоа зборувавме и други совети и насоки за проектните задачи. Избор на областа на делување содржи неколку чекори, најчесто се поставување на идеи, дискусии, поставување на цели, одбирање на теми и формирање на тимови. Организираме авторски проекти или па на платформа ќе најдеме некој партнер, па ќе прифатиме од понудените проекти од колеги од други земји кои веќе ги имаат организирано. Значи, може проектот да биде веќе и отпочнат, арно од куп еден причини, како што сега немаме целосно функционална платформа, тоа не значи дека нема да можеме и отпосле да се приклучиме, а се она што сме го пропуштиле да го надоместиме. Потоа истражувачките активности кои содржат неколку чекори, давање насоки за прибирање на информации, правење анализа, селекција и класификација, наставникот дава повратна информација, планирањето содржи неколку чекори, изготвување планови за акција, одбирање на најдобар план. Создавањето на продукти содржи повеќе чекори исто така, одредување на потребни ресурси, креирање продукти, финализација на продукти, повратна информација и објавување на самите продукти. Реализацијата се состои од документи, фотографии, видеа, извештаи, презентации, постери, од реализираната активност, дистрибуција на материјалот, представа, изложба, надпревар. Тука сум додала и дејство на екопатроли, зашто доста проекти или ќе можете да најдете многу проекти со еколошки теми, дебати и друго. Рефлексијата содржи неколку чекори, согледување на добрите и лошите страни на проектот, извлекување на заклучоци, истекнување на најактивните членови и пофалување. Проектот го пријавуваме за ознака на национален квалитет,
доколку истиот проект во повеќе земји се процени со национален квалитет, на пат е да се здобие и со европската ознака на квалитет. Ова е еден пример подоцна зашто и материјалот се снима, ќе можете и преку овој QR код да разгледате еден од проектите. Тука се наведени некои од активности од проектот кој што дури беше предложен и за награда и мислам и во Србија зашто тие и на национално ниво, освен ова национална ознака на квалитет, и наградуваат секогаш оние проекти по нивните некакви критериуми кои што се најдобри. Ова е во продолжеток со рефлексијата, значи рефлексија од примена на активноста во пракса, преку проектните активности покрај предвидената содржина, учесниците се здобиваат и со практични општокултурни вештини и знаења како што се соработка, културно однесување, почитување, хуманост, солидарност, отвореност за нови идеи, самодоверба и друго. И сега е она што е и насловот нели на денешната средба, како до квалитетен e-twinning проект. И подсетувам дека сите ние и работиме во овие проекти нели за да достигнеме барем национален квалитет, зборувам барем, зашто и за тоа треба доста да се потрудиме. Значи треба да ги задоволи критериумите за добивање на национална ознака на квалитет. За европска ознака на квалитет, веќе кажав еднаш, можеби и сте запомниле, дека не се конкурира. Доколку вашиот проект во повеќе земји бил награден со национална ознака на квалитет и вреднуван барем со 20 од 25 бодови, веќе е сериозен кандидат за европска ознака на квалитет. Националната ознака на квалитет е оценка на индивидуалната работа на секој наставник учесник во проектот и од таа причина секој наставник што смета дека добро одговорил на сите проектни барања, самиот го пополнува формуларот за апликација каде објаснува и подкрепува со докази што работел во изминатиот период. Со ова сакав да кажам дека не можете во име на училишниот тим или во име на сите колеги заедно да конкурирате, туку ќе треба секој за себе да пополни формулар и да конкурира со тоа што ќе наведе тој што правел, да достави докази тој што сработел со своите ученици и дури тогаш ќе може да конкурира. Комисијата за прегледување во секое време може да влезе во проектот и да провери наведената работа, зашто истата треба да е прикажана и на TwinSpace. Работата на апликантот треба да е јасно видлива и лесно да се воочи неговиот придонес при реализацијата на проектот. Проектите се вреднуваат според 5 критериуми. Еден од критериумите е користење на ИКТ, критериум кој е дел од сите преостанати 4 критериуми, како што е соработка помеѓу партнер училиштата, педагошките иновации, интеграцијата на наставната програма, резултатите и дисеминацијата на проектот. Ова година се оценуваат 4 проекти по наставник, иако самиот може да работи и во многу повеќе проекти, значи не е ограничено во колку проекти ќе работите, дури ако ве привлекуваат повеќе теми или досега сте соработувале со повеќе колеги, повторно можете со истите да соработувате, арно на крај вие ќе бидете тие што ќе согледате и ќе одберете 4 во кои што сметате дека сте дале најголем придонес и токму со тие и ќе конкурирате за национална ознака на квалитет. Минималниот број на поени за доделување на национална ознака на квалитет беше 13. Сега со преминување на оваа платформа не верувам дека нешто ќе се смени во критериумите, а максималниот број е 25. Тој е огромен распон на поени за квалификација за национална ознака на квалитет, додека за европската ознака на квалитет бодовноста мора да биде над 20 поени, како и друг или уште еден услов за да се здобиете со ознака на квалитет, со европска ознака на квалитет треба да биде награден барем во 2 земји со национална ознака на квалитет. Потоа
во сите активности најбитна е соработката помеѓу училиштата. Партнерите на наставникот се членови на тимот, коавтори и ко-креатори на проектните активности. Доколку се решите проектните активности да ги преточите во труд и имате можности за такво нешто, секогаш партнерите ги наведувате како коавтори. Сите проектни партнери треба да дадат свој придонес во реализација на сите активности и истите се изведуваат на начин прилагодени и разбирливи за возраста, зашто во еден проект може да учествуваат од забавишните групи па до средно образование, арно, ама работата не е иста за сите групи, туку мора да биде прилагодена според возраста. На самиот почеток треба да се договори детален, односно да се изработи детален план за работа со можност да претрпува промени според потребите, значи не мора да значи како што сте стартувале, така дека ќе го завршите. Убаво е да биде видливо дека наставникот се држи до работниот план и се видливи улогите и одговорноста на секој партнер. Исто така е важно да се истакне планот на виртуелни средби меѓу учениците, зашто и тоа ќе се вреднува. Особено е важна соработката на учениците и нивната работа на заеднички трудови или продукти што ќе произлезат од таа соработка. Работата на заедничките трудови и продукти, степенот на медијацијата на наставникот треба да се усклади и да биде соодветна на возраста и способностите на учениците и да поттикнува на соработка. Значи, што поголеми ученици, наставникот треба само да е поттикнувач и има помалку работа отколку кога работи со мали ученици или со ученици со посебни потреби. Употребата на ИКТ ја олеснува соработката меѓу проектните партнери и помага при креирање на содржини, а при тоа треба да се внимава и за правилна употреба и помош таму каде што е потребно. Најмногу поени за ИКТ се добива ако е забележлива креативна употреба на алатки, а при тоа да се нуди и алтернативен избор на други алатки кои можат да се користат. Изборот на алатките да биде од ученици и сите да имаат пристап до TwinSpace. Да се внимава на авторски права и безбедност, да постои кодекс на однесување на ученици и на наставници. Сликите на учениците и личните податоци кои се објавени и се обработуваат во согласно со eTwinning правилата. Комуникацијата во проектот меѓу учениците да е јасна и транспарентна внатре во TwinSpace. Важно е во проектот да се забележат различни педагошки методи за постигнување на целите, како што се мотивирачки прашања, истражување, анализа, тимска работа и слично. Според возраста и можностите, учениците треба да се главните носители на проектните активности. Тимот треба да се состои од креативни, одговорни и вредни ученици кои ќе спроведуваат проектните идеи, сите обврски навремено да ги завршуваат со помош и совети од наставникот, а со тоа ќе ги постигнуваат и зацртаните цели. Образовните цели треба да бидат јасни, со соодветни критериуми. Најбитно е да се остварливи, како тежински, така и временски, и да бидат мерливи со јасен процес на евалуација. Значи, секогаш треба да гледате докаде досегат можностите на самите ученици, да не бидеме премногу амбициозни и да ставаме и премногу обврски и тешки задачи, туку нешто лесно, забавно, интересно, и на тој начин ќе видите и самите дека ќе добиете дури повеќе од она што сте очекувале. Педагошките иновации се состојат во умешноста на поврзувањето на повеќе активности со соодветна методологија и техники, како за совладување, така и за промовирање на проектни активности, самостојност во работата, како и дозирање на сопственото учење. Крајните продукти се плодови на договор на сите учесници, ученици и наставници. Истото се случува од самиот почеток, од планирање до реализација.
Наставникот се советува со учениците на која тема да се обмисли проектот, како да се реализира и финалните производи се структурирани и развиени од учениците под надзор на наставниците. Интеграцијата во училишната и во наставната програма има клучна улога, затоа што најголем дел од работата на проектот се случува во училиште, а многу мал дел од дома. Проектната работа може да биде составен дел и од училишната домашна задача по одреден предмет. За интеграцијата во наставната програма, работата и активностите вклучуваат наставни цели и резултати од конкретни тематски содржини. Дадените цели и очекуваните резултати треба да се опишани во проектниот план. Јасно се покажува и е споредливо колку се постигнати наставните цели преку работата на проектот. Многу е битен мултидисциплинарниот пристап, односно корелација помеѓу предметите, а најмногу се забележува во финалните производи во кои се прикажани различни области на знаење. Евалуацијата на проектот е поврзана и со развојот на клучните компетенции за доживотно учење, како што е комуникацијата на мајчин и странски јазик, дигиталната писменост, математичката писменост, предприемништво, меѓучовечките односи и друго. Во евалуацијата на проектот мора да има анализа или толкување од наставникот. Резултатите и дисеминацијата на проектот треба да се документираат за да се испорачат како докази за резултатите и организацијата на проектот при пријавувањето за национален квалитет. Убаво е и многу важно проектот да има свое катче во вашата училница или во вашето училиште и задолжително да бидат известени и родителите за проектните активности и уредно да ви ги достават согласностите за учество на нивните деца во проектот. Тоа е можеби и најбитно нешто, секогаш пред да почнете со проектот, кога ќе го оформите тимот и кога ќе видите дека постои желба на учениците да учествуваат, секогаш пред да почнете со работа, каде што ќе објавувате нивни лични податоци, секогаш прво ќе доставите да добиете или родителите да потпишат согласност која ќе ја чувате колку што трае и проектот. Не знам, законски можеби и треба и повеќе. Дисеминацијата на проектот е особено квалитетна ако успеете и медиумски да ги покриете како активностите, така и продуктите кои произлегле од проектот, без разлика дали ќе е печатена или во видео форма. За ова ќе добиете и повеќе поени, нели дали само ќе презентирате пред учениците и колегите или ќе биде пошироко, односно дали ќе биде покриено медиумски. Особено е значајно ако проектот го искористите како модел при обука на наставници од други училишта и ако ја промовирате вашата проектна работа на други настани. Резултати од проектот можат да бидат дигитални и недигитални производи. Тука спаѓаат сите активности и вклученоста на учениците како во училницата, така и онлайн. И исто така резултатот од проектот и од проектната документација ќе биде и планирање, евалуација, коментирање, повратна информација, се што сте запишале или што сте документирале во врска со проектот. И ете ви, благодарам.